Споделувањето е важен детал на социјалните мрежи, а јас што туку го споделив овој лайвстрим на мојот Facebook профил. Почитувани слушатели на Радио Лидер, добро утро. Јас сум Љупчо Златев, а вие следите уште едно издание на утринскиот подкаст на Радио Лидер. Утро темата ќе ни биде помалку македонска, но и ван македонска, односно за една компарација за тоа како изгледа Македонија во споредба со другите земји. Веројатно изгледа смешно доколку се споредиме со, не знам, со земјите од Европската Унија, со Соединетите Американски држави, со Израел или со Јапонија. Но од друга страна, доколку се споредиме со оние по-ориентални земји од Блискиот Исток, веројатно изгледаме подобро. Да, не знам колку треба да бидеме среќни, но подобри сме од Сирија. Сепак ова утро разговараме за тоа каква е Македонија во споредба со Јужна Америка, и тоа со поранешниот амбасадор, доскорашниот амбасадор на Македонија Ди Норте во Бразил, Ивица Боцевски. Јас само да се коригирам тука, јас од првиот до последниот ден бев амбасадор на Македонија. Не бевте на Македонија Не, тоа ќе биде тој после мене. Мене ме испратила Македонија и се вратив како амбасадор на Македонија. Ама знаете, навистина ова Ди Норте, кога напрете Македонија, малку и поубаво изгледа, вака морам да признам, за разлика од ова Северна Македонија или пак германска кованица Норд Маседониен споено заедно или Северно Македонци. Мене во ниту една варијанта не ми изгледа еднакво грозно делува на било кој јазик. Така, заради асоциациите кои ги буди за тоа како беше тоа наметнато, донесено и какви реперкусии тоа има врз мојата земја, врз мојот народ. Боцевски, за слушателите, но и за гледачите морам да споделам нешто. Моето радио деби, и јас го имав токму со тебе на Радио Слободна Македонија. На крај од таа емисија ти кога заврши нели целата сезона, замина директно во Бразил. Јас сменив неколку медиуми и сега еве водам радио. Како интересна судбина не се случи, не имавме емисија таму, се викаше Ринг. Ринг одеше на радио кој тогаш се сметаше за провладино, а еве за да ги подсетиме слушателите, ние ги поддржувавме студентските протести. Апсолутно, ги поддржувавме и студентските и професорските протести. И уште една работа, мислам дека забораваш, за разлика од целата друга публика, во делот околу бомбите се залагавме за судска разрешница, но низ институциите на системот. Значи не предуциравме, вие се, оние се, вака е така, него разборувавме, ајде да се реши судството и бевме против СЈО, што сега делува нормално, но тогаш делуваше прилично авангардно, ако можам така да кажам. Може би авангардно, за некој регресивно, тогаш ги нося маичките со Катица Јанева проширена на нив. Сега ситуацијата е малку поинаква. Поздрав до Катица Јанева, која во моментов се наоѓа во домашен притвор, за разлика и ево уште еден синоним околу СЈО. Човекот кој го сруши СЈО, Јордан Орце Камчев, во моментов е во притвор за еден нели случај, а тие кои бара рекет од него, сите до еден, и Зоран Милевски Кичевец, и Катица Јанова, и Бојан Јовановски се дома во овој момент. Добро, јас мислам дека одговорот за ова прашање треба да го барате на други адреси, на Линденска безброј пред се, затоа што очигледно дека таму се прават овие експерименти каде што една ваква катастрофална пропаѓање, како што е тоа на СЈО, се нормализира, тоа прво, а и второ, јас мислам дека се уште не сме слушнале целата вистина околу рекет, да се разбереме сите тие ликови кои што беа околу, како се викаше, беше заборив телевизијата која што ја водеше Еден ТВ. Околу Еден ТВ. И целата таа работа околу Еден ТВ не е возможна без една жестока политичка поддршка, затоа што луѓето кои што били изрекетирани, кои што гледаме дека сега настојуваат да излезат од таа приказка без премногу штета, не би можеле да влезат во целата работа. Голем дел од тие луѓе јас сметам дека лажат. Да речеме, Силјан Мицевски
еден од најбогатите македонци, бутолчанецот Силјан Мицевски, и сега ние треба да веруваме дека тој бил доволно наивен на Бојан Јовановски да му даде 700.000 евра затоа што верувал во неговиот проект. Значи само отишол Боки на Силјан, овој му понудил проект и Силјан рекол одлично, топ, еве ти 700.000 евра. Работите не функционираат така. Добро, ама јас сметам дека тие луѓе сепак си имаат свој фокус во животот, тоа се нивните бизниси и настојуваат да излезат од оваа приказка со најмалку штета за нивната репутација и за нивните бизниси, но факт е тоа дека не се возможни волку големи пари во Македонија да фрчеле навака натака без сериозна политичка поддршка во позадина. А сега ако идеме поназад и ако гледаме кого тој проект, како се викаше уште? Еден ТВ и Меѓународен сојуз, нели, што беше невладината организација. Тие беа на првата линија на фронтот во одбрана на актуелниот премиер Зоран Заев, на СДСМ, промоција на тие политики и промоција на кадат на кришта на концептот на Северна, да се подсетим исто така дека сериозни ликови од меѓународната заедница, сериозни меѓународни политичари прошпартаа по таа телевизија налево надесно. Како се каже оној Мос, германецот? Не. И сето тоа укажува дека не сме слушнале се околу таа работа. Дека допрва ќе се одмотува клупкото, што се однесува до тој случај рекет. И ќе дознаваме веројатно дека уште погрозни работи околу целата таа работа. На крајот на криштата не е само Катица Јанева околу Сајева. Сега да се разбереме, имаше неколку многу сомничави не толку пресуди, колку откажувања од процеси поврзани со економската сфера, неколку олигарси кои што ги крадеа своите фирми кои што се на берза, помина без никакви реперкусии за нив лично. Тоа е заговор против јавност, нели, заговор против нештата. Така што сметам дека таа епизода е една мощна матна дамка за Македонија, за СЈО. Меѓутоа мощна матна дамка и за поддржувачите на СЈО кои што доаѓа и од внатре, и од надвор. Сериозни пари влезоа во таа институција. Ние може единствено да имаме сатисфакцијата дека бевме во право. Точно. Она што сега е актуелно во изминатите денови е дека Скопје и Македонија веќе не можат да се препознаат не само во споредба со за време на владењето на ВМРО ДПМН пред 10, пред 7, пред 12 години, туку не можат веќе да се споредат дури ни со раниот почеток на новиот милениум, односно раните 2000-ти. Ние гледаме секојдневно убиства на улиците. Еве, изминатата недела беше, претходната недела, беше убиен човек во бутел на прометна раскрсница со 90 истрелани куршуми во време кое не е доцна во ноќта, туку беше негде околу 10 часот. Ова наликува на оние како да ги наречеме жестоки 90-ти во Македонија за време на санкциите, приватизацијата, кога имаше еднопартиски парламент, кога имаше исто такви убиства на улици, имаше едно убиство пред парламентот, ако се сеќавате во тоа време. Исчезнати сомнителни ликови, чудни богатства преку ноќ. Значи, али добро, сега на крајот на кришата тоа е идеолошката матрица на која што почува во исто време, она што американците особено, можевме да го видиме преку неколку американски институти ова истражување го објави во iNews, дека Македонија станува сериозен играч на европските и на светските пазари со дрога, односно дека оние легални фарми за одгледување на марихуана која треба да биде за медицински потреби, всушност извезуваат од Македонија на црниот европски и светски пазар марихуана која таму се користи. Ова значи дека Македонија полека добива место и на мапата. Порано кога сум разговарал со луѓе од ДЕА, сум имал брифинзи и 2015 и 14 и 16, тие велеле дека Македонија не е сериозен ниту трансфер канал за дрога, а не па нешто друго. Сега не само што е сериозен канал за трговија со дрога, туку е и извор на дрога. Ова многу наликува на Јужна Америка, убиства по улиците, дрога, политичари вмешани во таа дрога, висока корупција. Дали постои јужноамериканизација на Македонија? Вие доаѓате од таму наваму.
Па баш ме интересира дали наликуваат работите. Па, добро, вака појавно може би да се излекуваат такви заклучки, но структурата на нашето општество и на тие општества таму се разликуваат во огромен дел. Така што, па, еве да речеме, например, најголем проблем во тие општества е нееднаквост. И тоа е една жестока нееднаквост. Значи, во Македонија неама средната класа во тие општества живее живот кој што е на рамниште, некаде и подобар од американската средна класа, зборам од една од Соединените американски држави. Меѓутоа има океани сиромаштија и добро, те најбогатите никој не ги гледа. Во Македонија статистички е докажано дека бројот на луѓе кои го контролираат капиталот, односно бројот на најбогати постојано се намалува. Тоа се смета за јужноамериканизација. Точно, не, тоа се вика бразилификација баш на затоа што во Бразил нели тој коефициент на нееднаквост е еден од најголемите во светот. Джини индекс, Джини индекс, иако джините на Бразил паѓа надоле, како резултат на некои прогресивни политики што беа во изминативе 30 години на неколку левичарски влади, мораме да кажеме тоа, во таа земја, како на пример пристап до високо образование за сите, проекти од типот на она како беше моја куќа, мој дом, кај нас нели имаше сличен проект. Значи тоа кај нив влие да се намали сиромаштијата и малку да се намали јазот, но пазете се, значи секоја ние ги гледаме како блок од скопска перспектива овие земји, меѓутоа секој од нив се е различен на свој начин, секој од нив си има своји проблеми. Она што ги одликува е ова растечка, раслојувачка нееднаквост која што е навистина голема, длабока, некаде има расна црта, некаде има етничка црта во некои од овие земји и така што значи структурата на самото општество е поразлична од нашето е балканско општество. Значи ние ако бараме паралели треба да ги бараме тука во регионот. Нема најлоши сме во регионот, мора да бараме на друго место сега. Знаете, ние сме полоши во многу параметри на нашето живење, мора да си го признаеме и тоа, стануваме полоши дури од Косово, која е земја која пола свет не ја признава. Знаете. Значи, пак, споредбите ќе се ги бараме тука, затоа што и структурата на општеството и накрат на кршата и процесите и меѓународните играчи кои што се активни во регионот на еден или на друг начин се слични во целиот овој регион. Точно е дека имаме една работа која што на пример е за нас е поразителна. Тоа беше фактот дека Република Србија доскоро имаше и инвестиции по глава на жител, па дури и животен стандард по глава на жител пониски од Македонија. Денес е Германија за нас. Денеска не претрка со еднозначително темпо и покажа што значи кога ќе се сочуваат макар косторите на некои значени институции како дипломатијата, како здравствениот систем и така натаму. Видовте која чудо го направија тие со вакцините. Видовте меѓу другото, се уште кај нив продолжува она темпо на инвестирање кое што едно време тие се трудеа да фатат чекор со Македонија. Во моментов тие се светлосни години пред нас и тоа го менува општество. Она што посебно мене ме фасцинира во тој дел е делот околу инфраструктурните проекти кои што се спроведуваат во таа земја, затоа што се разбереме, инфраструктурата дава мобилност, инфраструктурата дава меѓу другото и подруги одлуки за меѓународните инвеститори, инфраструктурата дава поврзаност и во регионот, на крајот на краиштата регионалниот пазар од 20 милиони жители поинтересен за меѓународните инвеститори, колку мал пазар од 2 милиони или колку беше Србија, 8 милиони за инвеститорите. Сето тоа укажува дека нештата таму се врват на еден многу поинаков начин. Но Боцевски, ситуацијата е таква каква што е, но Македонија понатаму продолжува да чекори по истиот пат. Зошто го велам ова? Ова го велам затоа што се повеќе гледаме дека во Македонија, нели, опозицијата практично не можеве да ја сруши оваа власт. Имавме едни избори на кои СДСМ победи на стаклени нозе, но сепак ја формираше таа влада и претходно ситуациите помалку или повеќе беа исти. Имаме една ситуација да
еве како сега периодот што е пред нас, имавме плејада на скандали, плејада на неуспеси на страна на владата и сега во овој момент тоа некако политички ми згасна. Имаме некој бафинг период во кој не се случува ништо. Точно. Последните десетина дена последните десетина дена се такви. Ти си политиколог, колега, нели мој, и токму затоа би сакал да ги проанализираме овие работи. Дали СДСМ или некој нивни странски советник или од било каде има монструозен некаков концепт на манипулација на јавното мислење со кој преку кој успева да се спаси од собствените неуспеси? Па добро, одамна се познавам и знаеш дека сум вакциниран од тие такви теории. Да, кога сите во Македонија го глорифицира Мартин Протугер како Господ Бог на светскиот пиар, ние се смеевме на таа сметка. Па, значи, добро, да не правиме... Јас, еве, ќе се вратиме, значи, СДСМ имаше приказна, која што ја продаваше и која што ескалираше со така наречената шарена револуција. Всушност, еве, да бидеме, ако сакате да направиме анализа, тие го заробија вниманието на една нова генерација во Македонија, која што стаса политички созреа, животно созреа, во еден период кога веќе они немаа помнење за тоа што е Социјалдемократскиот сојуз и како изгледаат нивните влади во минатото. И приказката што се продаваше беше нели дека со промена на владата институциите ќе доживеат некаква си радикална трансформација, ние ќе легнеме во кревет, ќе станеме нели во Македонија, ќе станеме утредента во Шведска. И нели се сеќавате на оние чевли пред владата и слични акции кои што се правеа нели како што нели едно време во Америка ако беше избран Обама ќе почнеше нивото на океаните да се смалува, така ако беше избран Заев, нели одеднашка не само што ќе престанеше миграцијата, него луѓето ќе почне да се враќаат назад. И мислам дека таа приказна е истрошена. Мислам дека врз база на што сега се да на инерција. Сега е само инерција. Сега инерција и ковид. Да не заборавиме дека ваквите големи настани, како што е, например, војна, како што е, например, пандемија, кои што радикално го трансформираат едно општество. Ја ставаат буквално на пауза политиката. Политиката во смисла на партиската политика во една земја. Но потоа, кога копчето пауза ќе го стиснете, не продолжува политиката онака како што течела предходно. Затоа што самото општество се преобразило додека траат овие процеси. Мислам дека после короната прво што ќе следи една далеку поголема како да наречем, едно поголем интерес кај граѓаните за политиката. И не само тоа, ќе дојде до забрзување, до катализирање некои процеси. Сега, например, тоа што одговара на неуспесите што ги редевме нели на владеачката партија е фактот дека не постои социализација. Значи сите ние во моментот сме само атомизирани, нели не излегува дома, послабо се дружиме со луѓето, огромен дел од луѓето се во носиме маска, огромен дел од луѓето кафаните се полупразни, а кафаните се главен извор на политика. Па не само кафеаните, него еве на пример дури во едно семејство многу ретко мајка ми малку постара, меѓутоа јас внимавам во контактите со неја токму од овие причини, затоа што јас сум малку помобилен и сето тоа не дај Боже да доведе до лоши ситуации. Сега сите ние сме фокусирани на една точка, на здравјето на нашите најблиски, заради тоа што живееме во време на пандемија. Кога ќе заврши пандемијата, или барем кога ќе стане малку по како да наречеме, помалку значајна за нашите животи со вакцинацијата и со другите процеси, тогаш ми се чини дека интересот за политиката ќе порасне, она социализација која што ги кристализира позициите, каде што се соочуваат аргументите меѓу луѓето, ќе заживее повторно и ќе видиме што значи тоа за политиката. Ќе видиме што значи тоа за овие политички актери. Може би ќе имаме нови политички актери на сцената, може би овие што ги имаме ќе се преобразат, ќе изгледат поинаку отколку што изгледаат. Така што јас не сум од оние кои што гледаат фаталистички дека ова е крајот на историјата, нели?
Крајот на историјата е Зоран Заев и Северна. Не е така. Тешко на таа историја. Не, сите тие сега слушам од некои си кругови блиски до Социјалдемократскиот сојуз дека додека бил, не знам, тие сметаат дека додека бил Христијан Мицкоски лидер на ВМРО ДПМН, дека тие ќе останат вечно на власт. Добро се сеќаваме, дури во емисија сме имале гости од ВМРО ДПМН од 2014 година кои што мислеа дека додека е Зоран Заев начело на СДСМ тие ќе бидат вечно на власт. Па нештата се менуваат. Па чекајте се. Да. Зошто што му фали еве на Христијан Мицкоски според тие членови на СДСМ? Не, да, мислам дека знаеш, еве сега дискутираме. Она што забораваме е дека политичките партии во Македонија лесно се претвараат во некаква си субкултура. Религиски димензии има, со религиски догми. Субкултура и сега таму седат, меѓу себе се социализираат и нели после 5 минути од една теза од мравка станува слон. Нема што му фали на Христијан? Со сите мани што ги има, нели кои ги има секој човек, Христијан Мицкоски е способен човек, универзитетски професор, образован. Значи позади себе нема корупцијски скандал, а сепак водел една институција. Ке ги прашате, ве гледам вашата во емисија гостуваат видни членови сега и нели од извршниот одбор на СДСМ. Кој бе? Прашат, ни Саша Богдановиќ беше тука. Да. Нив ке ги прашат. Ама добро. Теза од таму е пласирана на крајот. Саша Богдановиќ ние го прашуваме за локалните политики повеќе. Добро, тој не е избран на независна листа, тој е избран како член на Социјалдемократскиот сојуз. Ма знаете, кога ќе станат градоначалници во Македонија, веднаш почнуваат малку различно да се однесуваат. Што значи тоа? Па знаеш, јас сега тука се борам за општината, мене тоа високи политики не ме интересираат, голем дел од нив знаат да го направат сето тоа. СДСМ скоро имаш... Само за ова, да, значи, тоа е една многу благодарна функција. Ако гледаме вака, како е врамена во македонски политички собитија, како да ги речеме. Значи, умешни луѓе, умешни политичари, умеат да се наметнат како вечни градоначалници, што почна во Загреб скоро. Да, Бандич, да. Добро, ми имавме тука многу локални такви, уште ги имаме. И сакам да кажам, лесно се воспоставува врска со народот, со граѓанинот, нели? Им решаваш реални проблеми. Точно, реални проблеми и најчесто одговорот е позитивен, или се наоѓа нешто што ќе дојде до позитивен одговор. Така што во тој смисол го разбирам тоа, но пак секој од нив има партиски дрес, затоа што не се сеќам кога последен пат независен кандидат доби на локални избори во Македонија. Трифун Костовски го поддржа машинеријата на ВМРО ДПМН. Така што независен да речеме во трка што била трка на сите. Беше независен сега. Сега, добро. Да, во меѓувреме беше гостин во оваа емисија и се пожала за својата моментална финансиска ситуација. Му посакуваме се најдобро, се работи за една мецена на македонскиот спорт, на македонската уметност, култура. Трифун е добар човек пред се, потоа и бизнисмен, а претходно нели политичар, иако многу ми не сметаат дека бил еден од најлошите градоначалници во Македонија. Боцевски, она што исто така ме тангира како тема изминатите денови, тоа е мојата партија од младост, СДСМ и незиниот последен конгрес. Изненаден сум просто колку огромен демократски капацитет има СДСМ. Прво, таа партија е првата партија, замислите, во историјата на Македонија која направи отворени внатре партиски избори на кои избра лидер директно на избори. Колку беа таму? 60, 50, 70.000 гласови. Едногласно беше избран господинот Заев за лидер на СДСМ. Во исто време СДСМ и вчера и завчера покажа огромен демократски потенцијал со конгресот на кој нели имаше бираше ЦЕО, бира функционери на власта. Оваква демократизација е потребна на Македонија. Добро. Значи, очигледно утринава сакаме да иронизираме. Не, сето тоа ќе беше во ред и тоа ќе може да бидат прогласени за први внатрепартиски избори во Македонија, доколку беа избори. За да има избори, треба да има избор.
Има, не може да има избор со еден човек. Знаеш како беше ова? Имаше еден скеч, мислам К15. Вика, шо имате благо? Вика, имаме баклава во кафаната. А избор, вика, немате нешто. Јано да како, шо е изборот, сакаш или некеш? Така и со Заев. Не, јас мислам дека вака се внатре-партиски избори постојат како институт, еве така да го наречеме во неколку земји од кои што предничат Соединените американски држави, каде што фактички самите партии се самите партиски организации се некоја форма на скелет, на кострук, кој што се полни со кандидати кои што ги бираат граѓаните на вакви партиски избори. Но, знаете, ја не верувам во такви работи, додека не видам реални, вистински внатре-партиски избори помеѓу кандидати кои што имаат шанса да победат, а не кронисување. Сега, видите, ако е еден изборот, дали го бираат кандидати, делегати на конгрес, дали се бира внатре-партиски, дали се бира со аплаузи на улици, исто е. Значи, тука нема избор. Значи, внатре-партиски избори ќе имаме која ќе видиме реално да се одвие еден таков процес и не само тоа, ако ќе видиме дека таа партија ќе преживее такви внатре-партиски избори, затоа што имало ситуации во светот и на Балканот и во Европа кога после жестоки внатре-партиски избори кои што се со голема енергија, со голем ентузијазам, на крајот тоа излегувале 2, 3, 4 партии од една, токму од овие причини, затоа што од друга страна, мислам дека треба да се разигра таа форма, зашто да не се разигра. Државната изборна комисија мислам дека треба да понуди на некои 3 месеца, 6 месеца пред изборите, внатре-партиските избори таа да ги спроведува, користејќи ги ресурсите на Државната изборна комисија, што значи дека сите ние ќе се излеземе на избори и за оние кои што сметаме дека ги поддржуваме, ќе гласаме кој од нив сакаме да ни биде кандидат или каде сакаме дел од тие луѓе да ни бидат на листа, па потоа да одиме на избори. И такви решенија има во светот, зошто да не ги пробаме овде во Македонија? Да видиме како тоа ќе се реализира, меѓутоа еве, Државната изборна комисија која спроведува вакви партиски избори, тогаш тоа има поголем легитимитет. И тогаш бројките што се спомнуваат се верифицирани. А сега, ако па самото партиско тело настојува да го зголеми легитимитетот на својот лидер, може да кажат 150.000 гласари, 200.000 гласари, кој таму верифицира било какви факти кога станува збор за работа. Ние не можеме државни, но сепак еве, ајде да му дадеме, да сепак мора да му се даде кредит на премиерот и на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Значи, нови избори тој ја консолидираше партијата под своето раководство. Ова сега ова е СДСМ на Зоран Заев, конечно. Значи, ова нема веќе никаква инерција од претходниот период. Ова е негова екипа, негов тим, ова е негова идеја за тоа како треба да изгледа партијата. Не само тоа, внатре-партиски неприкосновен веќе, внатре во СДСМ. Да, но гумина. Само да кажем, еве, овие членовите, половина, мислам, членовите на Централниот одбор не знаат како изгледа Бранко Црвенковски. За разлика од мене. Јас сум седел на маса со Бранко Црвенковски. Бранко Црвенковски сум стигнал до толку високо ниво да ме има изгребена цигара. Добро. Значи, збориме за тоа дека не може еве сега јас да бидам поголем СДСМовец. Нема, добро, тоа што сакам да го кажеме дека Адриана Будимир. Тоа што сакам да кажеме дека таму е сега нештата се консолидирани. Добро, сега секоја партија сака да вклучи во своји редови луѓе од поширокото општество, не само и да кооптира, еве, така да кажем. Како цигари пуши Бранко Црвенковски? Не е битно сега таа работа. Винстон Црвено. Тоа е негова приватна работа. Значи, и не само тоа. Во мојот калибар Бранко бил еден лик како треба да изгледа еден модерен, современ социјалдемократ кој го има во себе и она партизанското, но го има во себе и она современото социјалдемократското. Дури мислам дека во Босна и Херцеговина и тамошната социјалдемократска партија Бранко Црвенковски до ден денес е рол модел. Добре. Она што јас сакам да го кажам е дека за него сум зборувал и сме зборувале многу, сме го критикувале многу, меѓутоа тој се повлече од политиката и сега во моментот мислам безпредметно е воопшто да се разговара. Дури не беше на избирачки список за референдумот за промена на името. Мислам дека тоа му беше еден добар изговор. Ја не верувам дека човек кој што бил
носител на сите листи на Социјалдемократскиот сојуз преку 20 години, дека го немаме на избирачкиот список. Но добро. Добар трик. Па Исто повика на одговорност. Во СДСМ, кога Заев буквално ги направи оние убер глупости со да, Бугарија. но еве, значи во иста вода два пати не се влегува. Ова што е денеска СДСМ, далеко од СДСМ на Бранко Црвенковски, далеко од Сојуз на комунисти онаму на Јаков Лазаровски и Петар Гошев, од каде што влечат корени, ова е нешто ново, една нова структура која што во моментов е одсликана оивичена од Зоран Заев и во моментов тоа е негова партија, тоа е целосно негова партија. Овој конгрес тоа го потврди. Доел. Значи сега е доел СДСМ. Добро се. Дали Заев со своите политички вештини практично направи нешто што Никола Груевски го направи своевремено во ВМРО ДПМН? На што мислиш се конкретно? Па кога Груевски донесе целосно нова екипа и практично се сето онаа стара екипа на Љупчо Георгиевски ја тргна на страна. Јас не ја гледам тоа како сличен процес. Значи, мислам дека тие две партии имаат различна траекторија. Ова е консолидација на моќта на Зоран Заев натре во СДСМ, ништо повеќе. А во смисол на не гледам тука некаков идеолошки расцеп или некакви идеолошки разлики, кога станува збор за СДСМ, тешко е да зборуваме за идеологија во било каква смисла. Тоа е една физиократска партија која што гледа да подели функции, да седи на власт колку што е можно подолго. Не можеме истото да го кажеме и за ВМРО ДПМН. Па не можеме, затоа што ја мислам дека исто и на другата страна, само таму има и гробишта плюс и војводи, комити. Па добро, ама тоа кажува на пример која е таа идеолошка матрица која што ја влече. Значи таа идеолошка матрица за еве да речеме самобитноста на македонскиот народ и негово преживување во државна форма. Мене повеќе ми се допаѓа онаа технократска форма која своевремено сакаше да ја наметне ВМРО ДПМН и која морам да признам дека функционираше. И до ден денес дава резултати на многу полиња нивната технократија, нели? Добро, види се, значи тоа што го дефинираме како македонски патриотизам било една работа во 19 век, кога просветителите се труделе да донесат писменост. Друга работа била на периодот од 19 во 20 век, кога луѓето од историското ВМРО сака да донесат, да изнедрат македонска држава. Трета работа било во Втората светска војна, четврта работа беше за време осамостилувањето, а пета работа е денеска, после ова понижување што не го донесе Северна. Боцевски, пред малку споменав, нели, дека ние како радио хостови на РСМ. Не, и само сакам да го потврдам. Значи, доколку тие ја напуштат таа потка, зборуваме за ВМРО ДПМН, дека лежат на таа идеја за македонска самобитност, и нив може лесно да ги однесе виорот на промените. Значи, секоја партија почива на некоја мора да почива на некоја идеја. Оваква. И сега, токму тоа што го кажа, што е сега СДСМ? Гледате, тие дури фанатично го зема она со европската интеграција и со почетокот на преговорите. Демек, му дадоа една митска содржина дека дури на НАТО, јас сум за членство во НАТО, одлично што дадоа дека тоа ќе има некаков, значи мнозинството од луѓето во Македонија гледаат во тоа една преобразба на општеството. Значи поинакви вредности, поинакви концепти, така натаму. Што се смени од кога членуваме во НАТО, ништо. Па тоа е, значи таа надеж, само да кажам точно, таа надеж дека ниедна промена не доаѓа од надвор. Се доаѓа од внатре. Од надвор може да дое само лошо, како Северна. Промените доаѓаат или КОСАЈ. Од внатре, промените секоја се случуваат кога едно општество ќе созрее. И кога едно општество сака да направи промена, внатрешна промена. Не постои демократизација со сила од надвор. Со сила може да има други работи. Од надвор и од внатре. Не постои дури економски развој од надвор. Не доаѓа тоа така. Тоа доаѓа од внатре. Од овде доаѓа она мудра мисла на Заев дека со сила може да ти дадат. Не може. И тука она што го забораваме во Македонија, што мислам дека тоа се и овие не е само економскиот и демократскиот развој, тука има и
силна социјална димензија, која што ја подзаборавивме во оваа земја, и каде што треба секоја политичка партија, движење, јавноста да посети внимание. Се јавува и новото, еколошката димензија, која што ја видовме пред некој ден. Една твоја добра пријателка Сашка ја излезе со една интересна репортажа за мазутот во Македонија. Тоа се сериозни теми, тоа се кои што предизвикуваат вака сериозни размислувања за тоа каде живееме и како се употребува или злоупотребува политичката и економската моќ. Јас лично сум приврзаник на тоа дека треба во едно општество да постои слободен пазар, но тоа не значи дека тој пазар не треба да биде регулиран и не значи дека некои стандарди не треба постојано да се подкреваат, како што се тие еколошките стандарди, социјалните стандарди и така натаму. Темата со мазутот која ја отвори ИРЛ е навистина важна во нашето општество, од една единствена причина што така е во многу полиња кај нас. Со сите нафтени деривати ние немаме буквално... Не, тука умираат луѓе, значи... Да, тука умираат луѓе. Пазете, умираат луѓе за некој да прави профит. Ова се индици, ова не е докажано, меѓутоа доколку е вистина, ова се работи. Тоа е се докажано, фактите се дека таа влегла и се продала, тоа е точно. Сега не е докажан делов, да речеме, она што го сватив, не е докажан делот за Кочо Ангјушев. Дали тој организирал, па еве сега тој вели ке тужил, ја немам никаква врска. А добро, не е лошо некој утро вака тука Сташка да ја слушнеме. Да, ќе се обидам деновиве да стапам во комуникација, се слушнав со неа и честитав на вистина секоја чест. Се договоривме да се видиме, би разговарал и со нив, но знаете кај е тука сериозната ситуација. Еве, поминаат 2 дена, се уште обвинителството нема дадено ниту изјава дека планира да отвори истрага за ова. Тука е проблемот. Исто така, знаете, вториот проблем кој се наметнува со сето ова е дека загадувањето е пак можеби најголем проблем во нашата земја, особено нели за во целава оваа ситуација. Ајде да провериме. Не е најголем проблем не е. Мислам, еден од големите проблеми е, меѓутоа, еве, станува проблем кога загрозува здравје на луѓе. Значи, станува проблем кога, еве, не може Македонија да стане депонија на развиена Европа. Се сеќавате на оној огромен скандал кој што пукна во Бугарија, дека таму доаѓа ѓубре, и тоа токсично ѓубре од земјите на Европската унија. Во Македонија токсично ѓубре се гори на 12 километри од нашето студио во Дрисла, се гори, и тоа е италијанско ѓубре, целото токсично ѓубре од Италија се носи овде и се гори на еден, и никому ништо. Се отвори таа тема пред неколку години, си продолжи се да си тера, и така е во многу сектори. Така и со ова. Значи, јас гарантирам, познавајќи структурата на македонското општество и на македонските власти, дека овој прилог, овој прв дел од документарецот на колешката Цветковска ќе се расшири сега. Еве, зборуваат луѓе по социјални мрежи, има таму нешто прегледи на YouTube. За 3 месеци пак ќе увезуваат и пак ќе горат, затоа што ние сме ивица како риби. Таква ни е нас меморијата. Не се согласувам со тоа, затоа што и еколошкото движење така скромно почна во светот, па еве сега е ништо чудно на крајот на годинава да видиме прв се фанатици. Не е до крајот на годинава можно ќе биде да видиме прв премиер од Зелена партија во една од клучните земји во Европа. Ништо чудно да видиме Аналена Бербок да стане канцеларка после Ангела Меркел. Една од колидерките на германската Зелена партија. Значи, се лажат тие кои што мислат дека народот има меморија на риба. Да? Значи, да. Ако тоа не мора да е појавно. Тоа е народот во Германија. Народот во Македонија уште повеќе. Што уште повеќе? А уште повеќе. Овој народ му го сменија незаконски името, 200 души имаш онде пред собрание за тоа. И сега јас треба да верувам во неговата, како да кажам,
во неговата храброст и неговата истраеност. Ја верувам, токму затоа верувам. Се тригерира Затоа што многу убава равенката во главата ја направија сите македонци. Значи кај македонците има еден принцип на самоодржување кој што проработува во некои определени околности, кога се прави една убава равенка на моќ. Кој стои, како е дојдено до таа работа и така натаму. Ја не би рекол дека таа работа тек така помина. Вие забележувате проблемите, меѓу другото, со кои што се судира оваа влада на Зоран Заев. Овие скандали што пукаат постојано и така натаму. Сето тоа произлегува од фактот што изгубен е легитимитетот. На кого е легитимен овој народ? На кого му ја дава легитимноста? На Северна или на Македонија? На Македонија ја дава. Така што да се разбереме, не смее да правиме подценување на истрајноста и на мудроста, на колективната мудрост на еден народ. Точно е. Тоа што избива како тема е манифестно неколку денови, меѓутоа тоа пропаѓа во она што се вика колективна меморија. И следниот пат кога ќе има една ваква тема, интензитетот на дебатата ќе биде поинаков. И не само тоа. Јас сум сигурен дека самата оваа тема наштети на многу ентитети во Македонија. Тоа ќе се дојде, Лјупчо, биди сигурен. Да. Не, ја не се сомневам. И токму затоа вашата работа како медиум е критична и клучна. Вие давате платформа каде што можеме да ги дискутираме овие теми. Кога зборам за платформа, еве, зошто се почитувани и гледани медиумите кои што даваат критичко мислење. Токму заради тоа, никој не сака да гледа пропаганда. Нешто од ова утро, Заев на средба со Шарл Мишел зеу перспективата за Заев Северна Македонија, за нас Македонија. Премиерот Зоран Заев изутрина ќе има средба со претседателот на Европскиот совет Шарл Мишел во последен обид во седиштето на ЕУ да ги презентира македонските аргументи за формален почеток на преговорите за членство. Јави дописничката на Мија од Брисел со палестинско знаме. Како се викаше? Тања Милевска. Значи, вака, она што јас сакам да го видам, не, ова е за домашна употреба. Шарл Мишел е председавач со Европскиот совет, формално како шеф на Унијата, така ќе дое. Меѓутоа, начинот на кој што функционира таа негова канцеларија. Неговата канцеларија е резултанта на компромисот на 27 земји членки на Унијата. Искрен да бидам, кога го гледам овој Мишел на слика, уопште не ми делува на шеф. Не е тоа адресата, значи, ако некој во Македонија, мислам дека мора да му даеме и комплимент. Сигурно Зоран Заев не е толку наивен да верува дека Шарл Мишел ќе ја притисне Бугарија и дека тие ќе направат. Се јави на Бојко и ќе му рече Бојко, да пустиш Македонија, обаче што биде. Затоа што, например, канцеларијата на Шарл Мишел моментот кога ќе заврши средбата со Заев, ќе напише извештај за средбата и ќе го даде на кого? На 27 земји членки. Што ќе му каже Шарл Мишел на средбата? Да, вие имате перспектива и така натаму, Солунската агенда, едно друго, не знам, но решете си го проблемот со Бугарија. Шарл Мишел, за да се одржи на таа функција, он не сме збор да каже лош за Бугарија. Да, пошто иначе ќе го сменат. Па не, значи забораваме дека Бугарија е земја членка и тој мора да ги уважи ставовите на секоја земја членка. Адресата за жал сам се доведе тој во таква ситуација со подпишување на договора за добрососедство да бидеме упатени на повторно да дојдеме по ќорсокак и да се разбереме. Знаете, цинизмот е една има голема моќ во политиката. Вие кога сте попуштени на ваква клучна тема како што име на државата, никој нема проблем со тоа да му каже па добро е и сега. Нели, покажете лидерство. Земете ја судбината во вашите раце и направете го Гоце Делчев да биде бугарин. Да, точно. Ви рече некој во Бразил дека сте бугарин, Бог? Никогаш никој. Не само тоа, таму имаме наши заедници и во Бразил, и во Аргентина, и во Уругвај, и во Чили, во Перу. Знам, овие што се од
од Хрватска се усташи што Не е точно. Значи тоа се наши предрасуди. Значи точно е таму во Јужна Америка завршиле еден дел од луѓето кои што биле дел од колаборационистичките режими во Европа. Меѓутоа Хрватска забораваме дека со години оној делот од Далмација, оној делот од островите, посебно после епидемијата на филоксерата, виновата лоза кога ни пропаѓа во цела Европа, дека таму има една огромна масовна миграција кон Латинска Америка, кон Америка. Значи, еве и нашиве во Турско кога зборува дека оделе во Америка, тоа оделе од Патагонија до Аљаска. 2 влезни пристаништа имало таму, било Њујорк и Буенос Ајрес. Така што она зошто таа диаспора не е толку проминентна кај нас е фактот дека некаде после 70-тите години веќе престанува текот на мигранти на така. Имаме прашање тука. Криминалци денес кои бегаат идат у Бразил? Па некој на пример убил човек. Она што има има неколкумина од хероите на приватизацијата во Аргентина, кои што се таму со отидени кон крајот на 90-тите години. Има криминални структури од Балканот, меѓу другото и од Македонија, и македонци и албанци кои што таму се дел од некои глобални криминални конгломерати, и тоа постои. Меѓутоа друга е работата. Сега таму немаме ни криминалец од Македонија избегал, па сега таму живее. Имаме работа на таква ситуација, некој што е дел од криминални структури кои што таму заглеви во затвор и сега сака да ослужи казната дома. Тоа се проблемите со кои што се соочува амбасадата и кои не се мали проблеми, еве да речеме. Да, вие бевте херои на социјалните мрежи, на сите оние морнари кои беа заглавени во оваа ковид пандемија и не може да се вратат назад. Толку многу пофални зборови за вашиот однос, кажаа морнарите, кажаа сите оние луѓе во Америка кои не може да се вратат, велат се слушнавме со Боцевски, Свени кажа направи ова, ни спрема документи, буквално не врати дома додека сите други ни ги спуштаат телефоните. Доживеавте слава, прочитавме многу позитивни пораки за вашата работа како амбасадор во делот нели на враќањето назад на оние граѓани кои станаа заглавени поради оваа пандемија, но власта не се одзва да ве остави на таа функција, да ви го продолжи мандатот. Нормално дека не ни очекував таква работа, имајќи предвид кои се нели политичките односи внатре во земјата, но видете, јас сум благодарен што еве во мојата кариера и служев на Македонија како амбасадор на еден цел континент. И исто така сум благодарен што бев дел од напорите на целата македонска дипломатија да излезе во пресрет на луѓето што се расијани по светот за да може да ги врати дома. По вас еве сепак многу поголеми имиња влегоа во амбасадорскиот свет, да речеме Љубомир Данилов Фрчковски, кој практично е нашиот Кисинџер тоа. И сега човекот добре, Кисинџер е се уште жив човек сега, да не правиме споредби кои што се неуместни. Нашиот Бжижински, тој е мртов. Да не правиме, добро. И со мртви луѓе, значи за мртвите се најдобро, меѓутоа сега сега, од нега се тука локални. Не, како ќе го прокоментирате тоа што на Фрчковски не му дадоа американците безбедносен сертификат за да стане амбасадор, па нашите сепак го прошверцуваа во Америка, пракајќи го во Обединетите нации? Значи, на ова прашање пак би сакал да одговори еве и Бујар Османи и Никола Димитров, а посебно Стево Пендаровски. Не, Зоран Заев. Оно што е во срцето на проблемот на системите. Па мислам дека ова е не гледам дека било што, едноставно предпоставам дека станува збор за некакви суетни желби кои што се реализираат сега во моментов. Некој посакал да биде амбасадор и Дедо Мраз му го овозможува тоа. Мислам дека не очекувам не очекувам ништо од таа работа. Затоа што Македонија е мала, си ги знаеме сите капацитетите, си ги знаеме сите способностите. Ова е еден вид на лебедова песна пред пензија за некои луѓе. Не е само тоа, има луѓе од натре од МНР што се наоѓаат во таква позиција. Има луѓе кои што нели истераа 5-6 мандати во странство за време на режимот, па секако жртви нешто
нешто глума тука пред Зоран Заев, да ги оставиме. Значи, пазете, јас сакам таа институција, во таа институција сум работел во Министерство за надворешни работи, јас сакам македонска дипломатија, ја почитувам. Од внатре излегуваат и вакви работи, меѓутоа мислам дека не е ниту мое, ниту на медиум да се занимава со тие нешта, треба да се занимаваме со вакви конкретни работи. Точно, беше убава работа, беше одлично се соработува во тие критични моменти со македонските морепловци. Ајде сега да направиме систем да можеме да ги следиме во нивниот работа на секаде по светот, додека работат, додека функционираат, додека се занимаваат. Ајде да прошириме македонска дипломатска мрежа наму каде што немаме амбасади, на многу места во светот каде што немаме пристап, а каде што ние сме глобална нација. Во Африка било каде имаме ли? Во Египет, во Каиро. И тој не е за цела Африка. Да, и тоа не е соодветно. Немаме, например, не само тоа, цела Југоисточна Азија немаме ниту едно представништво, а имаме многу мобилна нација. Значи, луѓето со наши пасоши и од земјата и од диаспората работат по светот. Луѓето со наши пасоши од земјата и од диаспората работат и како консултанти, и како професори, и на разни позиции. Таа дипломатска особено сега кога се проширија нашите пасоши, па кога и многу криминалци белосветски имаат македонски пасоши, што го видовме. Па еве сега по закон, доколку некој од овие шкалерски клан што убиваат по светот дојде и направи атентат во Бразилија. Дали вие како амбасадор таму би требало, не знам... Да, тоа е точно. Ако тој таму каже дека е македонски државјанин. Иако му е пасошот така изгледа. Се пасошот дефинира државјанство, што да. А они се легитимни државјани, макар и со лажен идентитет. Јас да ги дослушаме сите делови од оваа приказна. Ако се земени биометриски податоци, тоа е пресериозна работа. Земени се, да. И тоа дури загрозува некои работи што беа врзани со визната либерализација на времето. Можно е да ни укинат Шенген поради вакви глупости. Па, не дај Боже, мислам, не очекувам, зашто меѓутоа не дај Боже уште тоа да се случи. Боцевски навистина е чудно после се ова што се случува. Но еве, ние како хостови сакав да го поставам преискова прашање, ги поддржавме тогаш студентските протести, сега има нели промена повторно во образованието. И дури мешањето внатри во високото и во средното и во автономијата е далеку поголемо од страна на Мила Царовска во однос на тоа зашто тогаш се протестираше. Но сепак и покрај се сега нема протести. Па не, има протести, нели родителите излегува околу делот со учебниците. И жестока е дебатата на Фейсбук. Ама, ајде пак да се вратиме на таа тема. Значи, станува збор за се наоѓаме насред пандемија на ковид. Добре. Значи, може онлайн да направат протест. Како изгледа таа работа? Митко Јанчев имаше идеја некаква дека тој ќе протестирал онлайн против раководството на ВМРО ДПМН, но не му се реализира. Има реакции, ја како што забележувам, има реакции и од родителите, и од учениците, има реакции од академската сфера. Моја оценка е дека не се носи со својот ресор Мила Царовска. Мислам дека е Алиса во земјата на чудото. Не би одел до таму. Мислам дека не се носи со тој ресор. Мислам дека на крајот на краиштата министрот за образование во Македонија треба да биде еден вид на диригент на еден симфониски оркестар. Ништо повеќе. Не, уште повеќе, треба да биде менаџер на симфонискиот оркестар и на целата, да речеме, симфонија како институција. А не може тој да свири менаџер, да речеме, кој што е одговорен за финансиите на една симфонија, не може да свири на пијано или на било што. И не само тоа, мислам дека исто и овие промени кои се наметнуваат се не до крај обмислени. Мислам дека во Македонија постои образовен систем кој што се развива автономно 70 години и дека секоја реформа треба да појде од внатре од системот, да се користат искуствата кои што се стекнати во овие 70 години. Значи, не сакам да се случи па ни другото, не сакам да се случи ни тоа да нема промена за тоа што нели
им се допаѓа на луѓето внатре што се како изгледаат работите. Точно е, треба промена. Точно е, треба дигитализација. Точно е, светот се развива. Курикулумите што се за математика, за општествени науки, за природни науки во другите земји на светот стануваат се посложени. Гапот, онај што го викаме, јазот измеѓу нашето образование и светското образование се зголемува. Меѓутоа, одговорите по мене треба да се бараат во Македонија, во институциите кои што се одговорни за тоа, треба да се бараат во универзитетите наши, треба да се бараат помеѓу институтите кои што се занимаваат со оваа работа, а не да бидат резултат на хирови, на лесно импресионирливи лица кои што во моментов делуваат шарено, светски, модерно, монденски. Да, имав вчера таков еден пример. Еве, ја ќе го прочитам мојот статус од вчера кој го напишав на темата, доцна вечерта, затоа што така искрено, да бидам вака искрен, бев и разочаран од простотилукот на одредени луѓе во Македонија. Велам вака: далеку сум од хомофоб, сосем спротивно ја поддржувам каузата против дискриминација на ЛГБТ популацијата. И дури сметам дека овие наши сограѓани треба да добијат право пред државата да склучуваат брак. Појавата која ужасно ме иритира кај одредени структури во нашата земја, а која е крајно антиевропска, е да се прикаже дека за да се биде европеец, доволно е да се биде геј. Тоа што европската цивилизација стигнала до ниво, до толку високо ниво па ЛГБТ популацијата да ја прифаќа како нормална и рамноправна појава, зашто науката потврдила дека е навистина така биолошки и психолошки, не значи дека некој само со својата сексуалност може да го продадат како символ за овие вредности. Самите оние кои го инструираа, исценираа и наметнаа тоа на Евровизија како представник на Македонија да настапи бугаринон Гарванлиев, само за демек да наметнат европеизам, се најпримитивните, најзатуцаните, најглупавите представници на ориенталната балканска култура. Значи, имавме Евровизија, веројатно седеле таму и им рекле: ај сега најдете некој геј, да не го употребам на заев терминот за геј, он што го употребува, нели, пратете го на Евровизија, ќе пројдеме добро. Тоа знаеш, таму све педери, гејови се. Тоа име нив некоја инспирација. Што мислиш, Боцевски? Дали го примети ова, нели, со како да кажам, Евровизија е журка и ајде тоа во политичка емисија да зборуваме за Евровизија беспредметно комплетно. Зошто? Ама сепак одразува одреден културолошки феномен. Тоа е една журка која што прават, нели, европските телевизии. И сега од тоа да се вадат некои социолошки анализи, кој како гласал, кој како се представил, се глупости, сега се разбере. Ама човеков има политика, човеков кажа дека е пола бугарин. Значи, негова работа, што е и како е. Меѓутоа, за ова само сакав да кажам дека во делот на сексуалната ориентација, значи сексуалната ориентација не е идеологија. Ама така не продаваат. Сега, тие што така ја продаваат грешат, затоа што луѓе со различна сексуална ориентација од хетеросексуалната, така да наречам, ги имаме и проевропејци, нели, и патриоти европејци, и националисти, и комунисти, и фашисти, и не знам, било какви. Значи, нема врска таа работа. Значи, еден човек, сексуална ориентација на еден човек не може да одразува идеологијата. Може да биде и конзервативен, може да биде и либерален. Сепак конзервативните се поише фамилија такви. Ама еве го, па на конвенцијата на Трамп не излезе Петър Тил, еден од најголемите, со Елон Маск беа PayPal, нели? Да. Еден од најголемите инвеститори во Силиконска долина од германско потекло, сите тие работи и така натаму, кој што отворено каже и доби невиден аплауз. Еве, на таа конвенција од 2016 година што го избра Трамп, тој си каже отворено дека тој е геј, дека тој е хомосексуалец, меѓутоа дека тоа нема врска со неговата политичка пределба која што е јасна, конзервативна, либертаријанска, го поддржува Трамп и така натаму и доби громогласен аплауз. На крајот на криштата и да излезе. Кога ќе го видиме тоа во Македонија? Ќе го видиме, ама не, јавно да излезе и да го поддржи ВМРО ДПМН. Па мислам дека
мислам дека проблемот е што во Македонија се уште таа работа срамежливо се пробива, односно дека Не, срамежливо, ние до пред 10 години ние кои имавме емисија на РСМ имаш само еден јавно деклариран геј во Македонија беше Кочо. Сега има 50. Па добро, ама се уште таа тема е срамежливо се движиме полека до цифрата од 100.000. Се уште таа тема срамежливо се пробива во нашето општество. Мислам дека не само ВМРО ДПМН, и Левица, и ДУИ, и Алијанса, и Алтернатива и така натаму дека поддржувачи имаат кои што имаат различна сексуална ориентација. Нормално, тоа е нормално. И гласаат, само и се кандидираат и така натаму. Не, само тоа сакам да кажам, значи да 5% од светската популација според некои статистики припаѓа на ЛГБТ популацијата. Добро, статистиките кои стануваат во оваа тема се тоа значат негде околу 101 луѓе. Значи оваа тема неблагодарно е сега да се расфрламе со статистики, било што, меѓутоа еве тоа ќе го кажам. Значи не може од тоа да се прави сега некоја идеологија тема или да се прави некоја тема, а исто така и значи губење време е да се политизира Евровизија, точно. Како цело време Шведска на Норвешка, Данска на Шведска, на Србија, цело време така си ги даваат поените таму. И па слични култури се сега на крајот на криштата. Нема политика, мислам. Зошто би имало, ама каква политика би во... Значи, не, да се... Дипломатија, вода таму мудра. Да. Знаете, она како ни го представуваат нас седат таму мудреци, викаат кого сега ние да го поддржиме, тоа ќе значи битна код. Погледни Ерменија ни даде 12. Тоа е журка, тоа се нема се од тоа. Зошто од тоа да се прави политика. Еве, на пример, стварно не гледам и зашто за тоа би дискутирале. Еве, на пример, она која беше Евро Суперлигата, тоа може да биде политичка тема. Која е Суперлига? Што пропадна иницијативата на клубовите се одвоја да направат Суперлига. Тоа беше представуваше практично уништување на домашните лиги и на домашниот фудбал и на начинот на кој што тој спорт се игра и на сето тоа што значи спорт во модерниот. Ама јас се поддржував таа идеја. Тоа ќе донесеше многу поголем квалитет. Американизација на европскиот фудбал ќе беше тоа според мене. Точно, меѓутоа во моментов јас сум пак против затоа што мислам дека фудбалот игра една друга улога во кој е сега твојот ангажман и што размислуваш да правиш во иднина? Значи во моментов тоа ме интересира. Во моментов јас сум дипломатски советник во Центарот за креирање политики кај Жидес Даскаловски, го знаеме од таа структура. А за идниот амандман ќе видиме сега што ќе донесе животот, значи како се вика, сите опции треба да се чуваат отворени. Да го ставиме така. Немате некакви амбиции за локалните избори? Не, никакви. Од амбасадор, градоначелник е малку? Немам такви амбиции, значи тоа се луѓе кои што се спремале за тоа цел свој живот и кои што имаат знаење, кои што стекнале знаење за тоа како функционираат локалните самоуправи и така натаму. Јас ниту сум се образовал, ниту сум имал амбиции, ниту пак сум се гледал себе си во таква. Да ги погледнеме прашањата и коментарите пред самиот крај. Имаме една така еве Перо вели одличен гостин, Мира вели браво за гостинот Ивица Боцевски и Бранко вели гостинот утрово не ти одговара на прашањата, бега од одговорите и заобиколува. Ова веројатно ова е критика. И имаме едно прашање во инбоксот кое се малку не знам дали да го прочитам, не е навредливо, ама е малку чудно прашањето. Прашањето е господинот Боцевски бил во Бразил, прашајте го зошто постојано има само десни батаци во бразилски во продавниците. Некој направил истражувачко новинарство на вистина. Не е точно таа работа. Не се само десни батаци. Не, колку. Не, на вистина. Ова е некоја нова теорија. Ајде да чуеме сега ова. Не, вистина од Бразил доаѓаат многу пилешко место. Не, главно доаѓаат пилешки гради, колку што знам. А копаните не доаѓаат од Бразил директно, него доаѓаат од едно друго место. Ми се чини дека најголемата местна компанија во светот, бразилскиот JBS, на англиски JBS се слуша, го купи Pilgrim од Британија.
А Пилгрим од Британија е еден од најголемите извозници на копани кон Македонија. Па сега треба да видиме Кој е сега во Британија амбасадор? Александра Миовска, која што е колешка од МНР од професионалниот кадар. Ке го викнеме Јован Донев, предходниот ке го Не, предпоставам дека ова се некои теории на заговор. Еве сега да кажеме и за публиката дека да нема дилеми, дека постои точно во светот и тука Бразил се наоѓа помеѓу еден од водечките земји. Постои такви центри, постојат во Соединените американски држави, постојат во Канада, постојат во Британија, постојат во Европската унија, постојат во Израел, Индија и Кина има такви истражувања. Значи целта е дури Винстон Черчил има лансирана таа идеја во 30-тите години, ми се чини Times или не знам кој од тие магазините, Телеграф, прави еден вид на анкета, не анкета, него угледни личности ги прашува за тоа како мислите дека кои ќе бидат технолошките промени во идните 100 години. И Винстон Черчил вели дека не треба да престане веќе да ги малтретираме животните. Мислам дека науката ќе стигне до едно ниво каде што наместо целото животно да го растеме, ќе можеме да растеме само копан или ќе можеме да растеме само стек. Ама сепак за разлика од Карл Маркс не се откажал од јадењето месо. Да, само да се докажам сега. И во моментов течат сериозни такви, има сериозни компании што тоа го истражуваат во целиот свет и некои се стигнати многу далеку во оваа област. Некои веќе зборуваат за комерцијализација на своите проекти. Првиот бургер коштал $500,000 се направи таков, само бургерот да израсне. Сега цената падна некаде на $20, треба да падне уште малку за да може тоа да се комерцијализира. Меѓутоа, за да знаат слушателите и дека не постои на пазарот во моментов инвитро месо или чисто месо, како што го викаат, значи месо кое што не е од животно, него од матични клетки, кое што се нуди на пазарите. Тоа е прва работа. Втора работа. Значи, во моментов не постојат GMO животни. Нема тоа. Нема таа работа. Една работа е одобрена само, што знам јас, во Америка или во Канада беше, лосос. Една форма на лосос има една мала генетска модификација која што го елиминира процесот на која што, значи лососот продолжува да расте во оние месеци зимски кога треба да хибернира. Побрзо го расте. Значи таа измена е направена. Мислам дека во постапка се на одобрување во Америка и во Канада оваа форма на лососи, но уште га нема на пазарот, и дека само 14 билки растенија се одобрени за што имаат GMO, се одобрени и ги има на пазарот. Треба да се знае дека во Македонија ништо од тоа го нема, затоа што ние имаме целосна забрана за увоз на GMO производи. Меѓутоа ние увезуваме, да речеме, свинско месо од Шпанија, каде што се храни со соја и со пченка, што е GMO. Од Бразил пилешко, од Британија пилешко, од Америка пилешко свинско говецко и од Аргентина и од Бразил. Значи, ние увезуваме месо кој што се прехранува со GMO производи. Веројатно, ова е некоја интересна теорија. Сега, фантазиите не идат до небеса. И за оваа работа проблемот е што битката водат активисти кои што врска немаат, веројатно и бегале од часови по биологија и по химија. Јас за оваа работа го следам. Чека, ја не знам како они препознаваат дали е десен или лев копан. Значи, ја замислив копан у главата и викам како вие ме разбирате, го проценуваат. Дали двата копани се не може тој да биде и лев и десен, како ќе освртите. Не, предпоставам дека нештото од таму доаѓаат, ама ајде, и ова е исто тема. Еве, например, во светот, веќе во Македонија доаѓа таа работа, да знаеме што јадеме и како јадеме, што имаме или што купуваме од трпезата, меѓутоа еве да ги умириме граѓаните дека такви работи нема. Не, GMO животни не се продаваат, нема, воопшто ги нема, нели? Има GMO растителни производи кои што се одобрени во Европската унија, кај нас ништо од тоа нема на пазарот, што не ни смее да го има. Боцевски, ти благодарам за твоето гостување ова утро, се надевам дека бевме добри
и дека го задржавме вниманието на гледачите. Почитувани гледачи, мистеријата за левите и за десните копани ќе ја разјасниме во некое идно издание на утринската емисија на Радио Лидер. Не знам како, ќе се обидам и ќе дадам се од себе да стигнам да одговорат на ова прашање. Штета што Стојко Пауновски не е веќе во државниот пазарен инспекторат, се работи за еден способен кадар, па тој може би подобро ќе одговореше. Но ова прашање денес е 19 мај 2021 година. Јас сум Љупчо Златев, главниот одговорен уредник на Лидер ФМ и уредник на оваа емисија. Ово утро техничката реализација на Горан Лазаревски и на Јане Јанков. Преку целиот ден имаме добра музика. Слушајте и нормално читајте lider.mk.